Каже кога ќе може. По пат на јавен конкурс ќе се решава што ќе се случува на локацијата кај поранишната фабрика треска во центарот на градот. Ова го реши Советот на општина Центар на иницијатива на градоначалникот Саша Богдановиќ, кој гостин во ова издание на вестите на Канал 5. Градоначалниче, кои ќе бидат критериумите на овој јавен конкурс, што да очекуваат центарци, ќе никнат згради или пак повеќе зелено на ова место? Добро, ја најпрвин сакам да се заблагодарам на советниците на СДСМ и коалицијата кои што гласаа на моите предлог заклучоци да се направи конкурс за пределот треска или популарно наречен за 11 дел од планот. И ме радува фактот што се покаже уште еднаш која е волјата, односно која почитува волјата на граѓаните да преку конкурс, односно кој се грижи за јавниот интерес, а тоа се коалицијата предводена од СДСМ и останатите коалициони партнери. На жалост, на самата седница имавме воздржано гласање од советниците на ВМРО ДПМН и нивната коалиција и председателката на Совет која што ја напушти седницата на Совет од сега неразбрани причини. Критериумите кои што ќе бидат утврдени за тој дел, односно за конкурсот за треска, ќе бидат утврдени од комисијата која што ќе биде формирана од градоначалникот. Во самите заклучоци може да се види дека се вклучени сите луѓе кои што се подносители на иницијативата и ќе бидат вклучени сите архитекти, асоциации, комори кои што се засегнати, кои што сакаат да дадат свој придонес за подобро планирање на тој простор. Само да напоменам, според генералниот урбанистички план и според деталниот урбанистички план кој што е донесен 2012 година, на тоа место има 0% зеленило, нема уцртано никаков јавен објект од јавен интерес, а ние ќе понудиме нешто сосема ново, односно ќе ги кажеме потребите во општината и со тие параметри кои што ќе ги зададеме, ќе избереме едно најдобро решение кој што ќе биде во задоволство, односно пред се во интерес на граѓаните. Гласањето на ова ваше барање, ајде условно да речеме, помина во тензична атмосфера, бидејќи председателката на Советот го напушти гласањето, ве обвини дека манипулирате со процесот и дека имате неискрени намери. Каков е вашиот одговор на овие обвинувања? Видете, за да спроведете одредена иницијатива, односно да покажете дека навистина сте во интерес на граѓаните, тогаш борбата и расправата за интерес треба да ги водите во институциите во кои што сте избрани, а не надвор на улица или по социјални мрежи. Ако имавме навистина желба тоа да се стори, требаше да останеме тука и да дискутираме по заклучоците. Оваа општина неколку пати докажала и потврдила дека се бори и прифаќа идеи, дека дава простор нешто да се промени што било упропастено во изминатиот пат. Имаме многу чудна ситуација, советници од ВМРО ДПМН кои што во изминатиот период додека биле на власт, носеле планови без да знае никој. Ние се имаме транспарентна процес и даваме можност и други да се вклучат во носењето на планови. Од друга страна имаме луѓе кои што повикуваат на почитување на јавниот интерес, а бегаат од самите седници на Совет. Али тоа не можам јас да го давам како одговор, ќе си го даде одговор луѓето кои што не гласали, кои што не биле присутни за гласањето. Јас ги поздравувам советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери кои што ја поддржава иницијативата и пред се заклучоците кои што беа предложени од моја страна. Ке може ли кратко околу роковите, кога да очекуваме нов изглед на локацијата кај треска? Па ние сега ќе формираме комисијата, нормално кога ќе завршиме со сите консултации внатре во службите и со сите останати иницијатори кои што беа поднесени, тоа очекуваме веќе да започне од утре. И од кога ќе биде формирана комисијата која што треба да ги даде параметрите и насоките каков треба да изгледа конкурсот, потоа одиме со втората комисија која што треба да го распише конкурсот и нормално да биде истата таа која што ќе го избери најдоброто конкурсно решение. Се надевам дека во текот на оваа година, не сакам да лицитирам со бројки, бидејќи гледам дека и погрешно се толкуваат, ние дадовме веќе 2 години, повеќе од 2 години на тој простор имаме така наречен мораториум, односно нашата одлука за неизвршување на планови и оставивме доволно простор и оставаме доволно простор за да може да се избере најдоброто решение. Така да не брзаме, колку е потребно време, толку ќе оставиме за да се избере најдоброто решение, односно тоа што ќе го поддржат пред се и луѓето кои што дале поддршка за нас како градоначалник, како советници, но и пред се луѓето кои што се заинтересирани баш за тој дел, односно архитектите, асоциации на архитекти и така натака. Го споменавте мораториумот и дека важи за неколку локации, но градежниот сектор се буни, вели им опаѓа дејноста. Каков е вашиот одговор? Па ние имаме точно реакции од градежната комора, но веќе почнавме да носиме детални урбанистички планови со кои што ги задоволуваме оние наши барања кои што цело време ги заговараме, а тоа е
задоволување на сите оние параметри кои што се нужни за едно неопходно и нормално живење при изградба на било каков објект на територија на општина Центар. На крајот и задоволување на потребите на општина Центар. Класичен пример е донесењето на планот во пролет, каде што за неколку пати е зголемено зеленилото, обезбеден е паркинг простори и уцртана е градинка која што никогаш до сега не била планирана. Таа градинка исто ставена сега во програмата за работата на општина Центар, односно во развојната програма, и сега првпат пролет ќе добие своја градинка. Значи тоа е начинот на кој што ние ги носиме плановите, пред се во транспарентен, каде што учествуваат сите, си ги кажуваат забелешки, но и ние ги кажуваме до која граница може да одиме при одлучувањето, односно носењето на деталните урбанистички планови. Исто само кусо за крај, очекувате ли потешкоти во работата на Советот? Не очекувам потешкоти, бидејќи граѓаните го покажа тоа на изборите, дадоа поддршка на 16 советници, рекорден број до сега во работењето на општинската администрација, имавме рекорден број на гласови пред се и за мене како градоначалник, и поддршката која што добиваме од политиките се гледа во изминатиот период. Можам да кажам дека општина Центар до сега успешно ги работи сите тие процеси, иако се доста мачни и тешки. Верувајте дека планови во општина Центар никој не ни дискутирал во претходниот план, во претходниот период. Сега за прв пат имате носење на планови кои што се усогласени пред се и со стручните служби, јавноста, имплементирани се новите законски решенија со 20% зеленила, решавање на паркинг простор, ние некои работи кои што ги бараме како комисија и како служби, така да мислам дека тие политики добиваат поддршка од граѓаните и тоа се докажува на крај и при сите настапи кои што ги имаме, нормално ќе дојде време и за кога ќе дојдат избори, ќе си го кажат граѓаните тоа што го мислат. И благодарам за гостувањето, вие сте на Канал 5. Општинските власти најавија транспарентна постапка, останува да видиме какви проекти ќе бидат понудени на јавниот конкурс и каков ќе биде финалниот изглед на локацијата кај фабриката Треска.